Денеска, по милоста Божја, ќе обработиме еден текст од втората книга Мојсеева, 20 глава, 14 стих, каде што пишува: не ќе прелюбодејствуваш. Или поточно речено, 7 од 10 Божји заповеди е нарекол светост на брачниот живот. Браќи и сестри, јас верувам дека ниту една заповед не се прекршува повеќе од оваа, 7. Оваа заповед е насочена директно против неверството во бракот. Знаеме дека бракот е најстарата институција на земјата. Самиот Господ кој ги создаде, кој создаде човекот, бил директен учесник и сведок на првата брачна церемонија. Кога го стварал човекот, Бог рекол: не е добро човекот да биде сам, ќе му направам помошник соодветен нему. Тоа е запишено во првата книга Мојсеева, 2 глава, 18 стих. Кога го создал Бог човекот од земниот прав, кога му дувнал животодавен дух во носалките, човекот станал жива душа. Бог видел дека не е добро човекот да биде сам. Тој не е комплетен. Тој го успал Адама и му извадил едно ребро, и од тоа ребро ја создал жената. Затоа жените имаат едно ребро повеќе од мажите. Затоа Адам, кога ја загледал Ева, рекол, текст запишен во првата книга Мојсеева, 2 глава, 23 и 24 стих: сега, најпосле, тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Нека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена, и тие ќе станат едно тело. Затоа брачната заедница е света. Само двајца може да бидат едно тело, а никако тројца или повеќе. За да ја зачува таа света брачна заедница, Бог ја дал заповедта: не ќе прелюбодејствуваш. Но многу од светските луѓе велат: тоа не се однесува за нас. Јас не сум женет, не сум мажена, додека се женам, додека се мажам, можам да правам што сакам. Драги браќа и сестри, тоа не е вистина. Тоа е истиот грев и кај мажените, и кај женетите, и кај момите, и кај момчињата. Кај оние кои не се во брак, Бог овој грев го нарекува блудство. Така не учи Светото писмо во Библијата. Господ Бог му вели на Израелот преку пророкот Осија, 4 глава, 13 стих: и затоа му се предаваат вашите керки на блудства, прават прелюба вашите невести. Апостолот Павле, кој што има напишано повеќе од половина Новиот Завет, им вели на верните во Ефес преку посланието до нив. Послание до Ефесјаните, 5 глава, 3 стих. А блудството и секаква нечистота и лакомост да не се спомнуваат меѓу вас, како што им прилега на светиите. Исто така и на верните во Солун. Павле им пишува, прво писмо до Солунјаните, 4 глава, 3 стих: зашто ова е Божја волја, вашето осветување, да се воздржувате од блудство. Значи, без сомнеш, заповедта не ќе прелюбодејствуваш се однесува на женетите и мажените, на немажените и на не
женетика. Но во Библијата, браќи и сестри, постои уште едно блудство и прелюба. За Израелот, преку пророкот Осија, Бог вели. Книга на пророк Осија, 2 глава, 2 стих. Зашто таа не ми е жена, а јас веќе не сум и маж. Нека ги отфрли блудствата од себе. Ова е духовната прелюба. Кога луѓето имаат други богови, лажни богови. Покрај вистинскиот и жив Бог, кој ги створил небото и земјата. За ова духовна прелюба и Јаков им пишува на христијаните во неговото писмо. Јаков 4 глава 4 стих. Прелюбници, вели тамо. Не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство против Бога? И така, кој сака да му биде пријател на светот, му станува непријател на Бога. Меѓутоа, во оваа денешна проповед, исполнети воден од Светиот Дух со Божја помош, ќе обработиме само телесната, сексуалната прелюба. Кога размислував за оваа заповед, ми се поставуваат многу прашања, ние ќе ги разгледаме следниве три. Прво, против кого е прелюбата? Второ, патишта кои водат до прелюбата. И трето, лек против прелюбата. Да почнеме со првото прашање, тоа е против кого е прелюбата. Кршењето на оваа заповед е директно вперено против нашето тело, нашиот дом, против црквата, против државата и се разбира, тоа е грев против нашиот Господ. Против телото. Адам рекол за Ева, сега, најпосле, тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Ако човекот оди со друга жена, или жената со друг маж, и тој и таа грешат на своето тело. Бог секому му одредил да има своја жена, односно на жената свој маж. Секој момче сака да најде за себе честна женска девојка. Па кога е веќе така, да ги почитуваме девојките како сестри, да ги почитуваме тугите жени како наши мајки. Секој од нас често пати би се степал кога некој би му опсувал мајката или сестрата или жената. Зар да бидеме ладнокрвни и да не преземеме ништо во врска со тоа или да се правиме дека тоа не се однесува на нив. Да се смееме на тоа што некој ќе го каже за нашите блиски. Пријатели мои, прелюбата е грев против собственото тело. Еве што пишува Павле во првото послание до Коринтијаните, 6 глава 18 стих. Бегајте од блудство. Секој грев што човекот го прави е надвор од телото, а блудникот греши против своето собствено тело. Ете зашто има толку кожни и венерични болести по светот, а Бог им праќа болести на тие кои што вршат блудство и прелюби. Бог го мрази овој грев и затоа им остава траги на лицето и по телото на оние кои вршат прелюби. Господ преку Мојсија вели, трета книга Мојсеева, 20 глава 10 стих. Човек кој ќе прелюбодействува со мажена жена, кој ќе изврши прелюба со жената на својот ближен, нека биде казнет со смрт и прелюбникот и прелюбницата. Овој грев се казнува со каменување. Саксонците, например, ги запалувале оние кои што го вршиле овој грев, додека римјаните им ја отсекувале главата. Овој е грев против телото. Овој е грев и против домот. Без оглед на тоа колку луѓе да се обидуваат да најдат оправдување за овој грев, останува фактот дека никој не сака да живее
со жена која му е неверна или со маж кој што е неверен. Никој од момчињата не сака да се ожени со некоја девојка која што спиела со многу момчиња пред него. Писателот на посланието до евреите, 13 глава 4 стих, вели: сите да го почитуваат бракот и брачното легло чисто, зашто Бог ќе им суди на блудниците и прелюбниците. Внимавајте добро што вели овој стих. Брачното легло да го чуваат чисто. Брачниот кревет символизира единство. Во него нема место за трета личност. Било за жена, било за маж. Двајца. Во брачниот кревет само двајца. Маж и жена. Затоа овде пишува да биде чисто. Прелюбата го уништува мирот и љубовта во бракот. Кога во брачниот живот се вмеша трета личност, тогаш настанува борба меѓу мажот и жената. Во домот настанува голема збрка, хаос. Евангелие по Лука, 11 глава, 17 стих. Исус вели: секој дом кој ќе се раздели сам по себе пропаѓа. Не може никој од нас да претпостави колку разводи има по целиот свет заради прекршување на оваа седмата Божја заповед од тие 10. Ова според Библијата е единствена причина за развод на бракот меѓу мажот и жената. Само еден од нив ако изврши прелюба, може да се разведе бракот. Господ Исус во Евангелие по Матеј 19 глава 9 стих вели: туку ви велам, кој ќе остави својата жена, освен за прелюбодејство, и се ожени со друга, прави прелюба. И кој ќе се ожени со напуштена, прави прелюба. Значи, нема друга причина за разведување на бракот, освен неверството, тоест прелюбата. Да почнеме од нас мажите. Мажот може да биде пијаница. Може да биде коцкар, може да биде неработник, може да биде батакчија. Дури и да ја тепа, вели словото, својата жена, но жената не смее да го остави, затоа што Божјото слово вика да не извршил прелюба. Сега да видиме жената. Жената може да биде алкава, недомакинка, лоша, оговарачка, брбливка, да има уште многу мани, но тоа не треба да биде причина за развод. Освен прелюбата. Сите овие мани кај мажот и кај жената можат да се поправат, но прелюбата не може да се исчисти. Може да се поправи. Јас бев алкохоличар, толку години жената ме трпеше, не ме остави. Иако не го познаваше Бога, не знаеше дека во Библијата пишува дека може да ме остави, не ме остави. Фала му на Господ, јас не знам со што Господ ме благослови со таква жена, со што заслужив јас. Со што јас ваков каков што сум, ја заслужив мојата жена. Фала му на Господ. Кај старите римјани постоел еден обичај, а тоа е на денот на свадбата невестата го пренесувала на мажот оган и вода. Како што оганот чисти и водата пере, мие, така и таа ќе живее со својот маж во љубов, честност и чистота. И не само тоа, туку таму каде што има неверство, таму нема љубов. Никој не може да им служи на двајца господари, вели Господ Исус, никој. Така никој не може да има две жени или жената да има два мажа. Со текот на времето низ историјата на израелскиот народ му било дозволено многоженство, но тоа не било дозволено по Божја волја. Еднаш фарисеите се обидува да го искушат Исуса, го запраша. Евангелие по Матеј, 19 глава, 3 стих. Дали
смее мажот да ја остави својата жена по секаква причина. Исус тогаш им ги цитирал стиховите од првата книга Мојсеева и продолжи со зборовите. Така што не се веќе двајца, туку едно тело. И така што Бог соединил, човекот да не разделува. И му рекоа фарисеите: зошто тогаш Мојсей заповедал да и се даде разводно писмо на жената и да се остави? Исус им рече: заради вашето закоравено срце, Мојсей ви дозволил да ги оставате вашите жени, но во почетокот не беше така. Значи, браќа и сестри, од досега кажаното, можеме да заклучиме дека Бог дозволува развод на бракот само поради прелюба. Досега видовме дека прелюбата е грев против телото и против домот, но тоа е грев против црквата. Да ги прочитаме најпрво зборовите од првото писмо до Коринтијаните, 6 глава од 18 до 19 стих. Апостолот Павле им пишува на браќата и сестрите во Коринт: бегајте од блудство. Секој грев што човекот го прави е надвор од телото. Крадеш, лажеш, надвор од телото. А блудникот греши против своето собствено тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кого го имате од Бога, па не си припаѓате сами на себе. Малку подоле, апостолот Павле во 1 Коринтијаните 3 глава 16 и 17 стих пишува: не знаете ли дека сте Божји храм и дека храмот Божјиот Дух живее во вас? Ако некој го разруши Божјиот храм, Бог ќе го разруши него, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. Амин. Овде Павле ги предупредува коринтијаните на прелюбата и блудството. Ако таков човек веднаш не се покае, треба да се исклучи од црквата. Тоа е скапано труло јаболко во една гајба со јаболка. Сите јаболка кои што се допираат до таа гајба, до тоа скапано јаболко, сите ќе скапат, ќе се расипат. На друго место апостол Павле јасно кажува што треба да се направи со таквиот човек. 1 Коринтијаните 5 глава 5 стих. Да го предадете таквиот на сатаната за пропаст на неговото тело, за да се спаси неговиот дух во денот на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Бог не го трпи овој грев во црквата. Но во Коринт ова го толерирале, па Павле ги укорува. 1 Коринтијаните 5 глава 2 стих. А вие уште се вообразивте, место да тагувате, да се отстрани од вашата средина оној кој направил такво дело. Се работи за член на црквата кој што блудствувал со својата мајка. Една скапана јаболка, рековме, можеме да ги расипи другите во гајбата. Бог е свет. Тој не поднесува зло во својот дом. Во црквата мора да има поголема дисциплина отколку во било која друга општествено организирана организација, бидејќи Христовата не е општествена организација, туку е Божја организација. Не ќе прелюбодејствуваш. Тоа не само што е грев против телото, домот и црквата, туку е и грев против државата. Бог многу народи, браќа и сестри, уништил заради овој грев. Предпотопниот свет бил уништен заради големиот неморал. Причината што Бог ги уништи Содом и Гомор, исто така беше неморалот. Заради овој грев Бог ги казни египтјаните, вавилонците, персијците, грците и на крајот римјаните. Секојдневно гледаме и слушаме по телевизиите, по
обштествените мрежи, тама како ги викаат тие социјални мрежи, за убиства, за силување, за тепање, за семејно насилство и за други работи. Многумина мисла дека тоа ќе се случи еднаш, ќе ја претепа жената или ќерката или детето и тоа тука завршува. Но и мисла дека Бог нема да ги казни тие, но тоа не е точно. Слушнете што Павле им пишува на верните во Колос, 3 глава, 5 и 6 стих. И така, умртвете ги своите членови, што се на земјата, блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството, што е идолопоклонство, заради кои доаѓа Божиот гнев на непослушните синови. Заради овие работи доаѓа страшниот гнев над оваа земја. Кој чита Библијата, посебно Откровението, 7 години на големи неволи доаѓаат. Кој не ми верува мене, препорачувам кога ќе си оди дома да го прочита Откровението од првата до последната глава. Дали си се запрашал или запрашала зошто има толку земјотраси денеска по светот? Толку поплави. Библијата ни дава одговор. Пророкот Исаија вели. Книга на пророк Исаија, 24 глава, 20 стих. Земјата ќе се залува како пијаница, ќе се заниша како колиба, толку ќе истежне нејзиното беззаконие, што ќе падне и веќе не ќе стане. Зошто се тресе толку земјата? Мудриот Соломон дополнува во своите изреки 30 глава, од 18 до 21 стих, таму вели вака. 3 нешта ми се чудни, а 4-тото не го разбирам. Орловиот пат по небото, змискиот пат по стената, патот на бродот среде морето и патот на мажот кон девојката. Таков е патот на прелюбницата. Ке се најаде, ќе ја избреше устата и вели, не сгрешив. Од 3 нешта се тресе земјата, а 4-тото не може да го трпи. Значи, рековме дека прелюбата е грев против телото, против домот, против црквата, против државата и на крајот против Господа. Вие кои што редовно читате Библијата, ќе се сетите за царот Давид. Неговиот познат псалм, 51 псалм, вели, тебе, само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред тебе. Гревот на прелюбата и блудството се противи на светиот Божи карактер и на Божјата волја на човекот. Апостолот Павле во 1 Коринтијаните 6 глава 15-17 стих вели: не знаете ли дека вашите тела се Христови членови? И така, ќе ги земам ли Христовите членови и да ги направам членови на блудница, да не биде? Или не знаете ли дека оној кој ќе се соедини со блудница е едно тело со неа? Зашто рече, обата ќе станат едно тело. А кој се соединил со Господа, еден дух е со него. Како може некој маж, христијанин да речеме, истовремено да биде еден дух и со Господа и со блудницата, со швалерката, со, како да кажем. Бог ова не го трпи, туку го казнува. Кога човек го направи овој грев, тој греши против светото тројство. Бог Отецот го дал животот. Исус го откупил тој блудникот со неговата крв.
Светиот Дух го препородил и се вселил во него. Пак едно обраќање до сите вие кои што редовно ја читате Библијата, да се подсетиме. Што ја кажа Јосиф на својата господарка, кога таа го начека сам во домот и кога ја нареди да легне со неа. Прва книга Мојсеева, 39 глава, 9 стих. И како би можел да направам толку големо зло и да сгрешам против Бога? Рекол Јосиф. Ова е грев против Божјата светост. Во продолжение, во текот на втората точка од оваа проповед, да видиме кои патишта водат кон неморалот. Патишта кои водат кон неморалот. Сатаната, злиот, царот на овој свет, на многу начини ги лажи луѓето. Тој како еден крадец кој сака да ја ограби некоја куќа. Прво ја снима работата околу куќата, има ли кучиња, има ли мачки, кога одат луѓето на работа, кога се враќаат од работа, за да го најде најпогодното време. Ако има куќа, спрема едно парче месо да му фрли за куќа додека јаде, тој да може да влезе. Истото тоа сатаната го прави и со стражарот на нашата душа. Тој сака на итер начин да ја подкупи нашата совест. Нашата совест отапува, се здрвува, тогаш ѓаволот стапува на сцена, действува. Да ги разгледаме патиштата преку кои сатаната го води човекот да изврши прелюба. Има повеќе, но ние ќе започнеме со алкохолот и дрогите. Премудриот Соломон во своите изреки 23 глава 33 стих вели за оние кои што одат по алкохолот. Твоите очи ќе гледаат туги жени. Кога ќе се напиеш, све ти е рамно, твојата нетичини ќе гледаш по туги жени. Славице, не се смее, тоа не може смее. Изреки 23-33. Пијанството е најлизгавиот пат кој води до прелюба. Кога човекот ќе се опијани, неговата совест е умртвена и тој повеќе не знае ништо зборува, ништо прави. Тука сум ставил заграда, ова го знам и го зборувам од лично 25 годишно искуство. Керките на Лот, пример од Библијата. Се опијануваат и жени, не само мажи. Керките на Лот го опијаниле својот татко и се него извршиле прелюба. И Ное се разголил во пијанството. Ниту едно момче или девојка кои употребува дрога не се честни и пристојни. Тие се робови на прелюбата и блудството. Денеска често пати кога разговара со светски луѓе, слушаш реченица, например, за мене не е човек тој што не пие алкохол. Што човек си кога не пиеш, кога не пушиш, кога... Или некој вика, подобро се јаде, подобро ти се апетитот, ако мамнеш 2-3 раки пред ручекот. Се разбира, ѓаволот за секој греф има прекрасни изговори, нели? Соломон во своите изреки 23 глава 31 до 32 стих си вика: не гледај на виното кога се црвенее. Кога се прелива, светливо во чашата, се пие така глатко, а на крај каснува како змија и жилосува како змија лутница.
Драги браќи и сестри, не е важен почетокот, важен е крајот. Ниту еден човек кога почнал да пие, јас кога почнал да пијам, да речеме, например, од 15 години, тоа беше 75 година до 25 години. Викам од една чаша ракија, што ќе ми стане? Ништо. Маш, се правиме маш и пием. Ама потоа со текот на времето сватив дека од 2 чаши ракија не можем да се напием во исто време. Треба една по една да ги пием. И толку бев зависник од алкохолот, што викаше еден мој мајстор, ти бе, вика, без една чаша можеш, вика, ама со една не можеш. Зашто таа едната ја бара другата. Разбираш? И се повлекува. Малку. Но започна, вика, со една чаша и заврши со цело шише. Многу жени и девојки, кога почнале да блуствуваат, што ќе ми стане ако легнам со еден маж? Ништо нема да стане. Се направам кефот. Меѓутоа, после тоа бара да легне и со некој друг маж. И со трет маж, и со четврти, со пети, тамо е. Гревовите се поврзани и се повлекуваат еден со друг. Не постои друг лек за пијаница или наркоман, осим Исус Христос. Јас тоа, благодарение на брат Тале го дознав и го најдов лекот. Тале кој што за мене беше секташ, кој што беше библијаш, кој што беше неверник, кој што беше све, комшија ми беше, и ме канеше на богослужба, викам јас сега ги слушам тие нововерци таму. Ама Господ си има план со секој еден од нас. Ме повика еднаш и ја така полупијан, викам, мајка одам да слушам што ме вика нововерецот, да видам што ме вика човекот, што прават они таму. Тоа беше 99 година, 1909, минатиот век. И фала му на Господ, од тој ден кога влегов во црквата, повеќе не излегов. Почнав со редење на столици во црквата, па со чистење, хигиена, па со тие работи, све. И застана сега, тука дојде време, не сум како што бев, не сум како што треба да бидам, меѓутоа врвам по патот. Библијата вели дека алкохолот му е добар на оној кој е осуден на смрт, за полесно да ја поднесе казната, или на оној кој пропаднал за полесно да го заборави своето зло. Во Изреки 31 глава 6 стих се вели: дајте му жесток прилог на оној што ќе пропадне. Но, ако се љубиш самиот себе си и другите, тогаш нема да користиш алкохол, и не само алкохол, туку и дрога. Филмовите и игранките исто така водат кон неморал. Порнографската литература исто така води кон неморал. Статистиката зборува дека 30% од филмовите се инспирирани од криминалот, а 70% од сексот. Каков резултат, каква поука може да добие некој дете или некоја девојка ако гледа порнографска литература или порнографски филмови? Игранките кои што порано ги правевме и сакаме да играме со некоја поубава жена од нашата жена, поубав маж од нашиот маж, да си ги прилепуваме телата и да фантазираме што би било кога би било, и тоа е придонес за блудство. Вистинскиот правиот христијанин никогаш нема да гледа на телевизија порнографски филмови или да чита порнографски списанија, туку ќе се земе Библијата и ќе се храни духовно.
вистинскиот светиот и праведен Бог не дозволува луѓето да видат се и да знаат се. Има нешта кои што тој ги забранува. Првата забрана што им ја дал на луѓето е на Адам и на Ева во Едемската градина да јадат од сите плодови на дрвата во градината, освен од плодот на дрвото што се наоѓа во средина на градината. Тоа го направил за нивно добро. Добро е да се знае доброто, но не е добро да се знае злото. Бог не сака да знаат луѓето како се плячка банка, како се прави атомска бомба. Бог не дозволува светите работи да се гледаат со зли очи. Тој им забранил и израелците да влезат во светијата над светиите. Кога го давал законот на Синај, Бог му рекол на Мојсей. Втора книга Мојсеева, 19 глава, 21 стих. Слези и опомени го народот, за да не навалува кон Господа, да го види. Мнозина би изгинале. Бог на крајот на третата книга Мојсеева, 18 глава, 18 стих вели: не земај за себе некоја жена заедно со сестра ѝ, за да не ја направиш соперничка, за да ја откриеш преку неа голотијата додека оваа е жива. Во светот, браќа и сестри, се раѓаат приближно исто мажи и жени, така што со односот е горе-долу изедначен помеѓу нив. И секој си има пар од спротивниот пол. Бог створил еден Адам и една Ева. Затоа не е здраво да се гледа порнографска литература, а пред тоа и пред Бог тоа представува грев. Порано оде кога бев слободен, оде во баптистичката црква, тamo беше пастор Иван Грозданов, и тој имаше една реченица која што не можем да ја забораваме веќе 40 години. Тој вели: Бог ги создаде Адам и Ева. Не ги создаде Адам и Садам. Дали ме разбрахте? Бог ги создаде Адам и Ева, маж и жена. Не ги создаде вика Адам и Садам. Не знам дали е Хусейн. Значи, мажот треба да има една жена. Мажот не треба да има маж до него во креветот. Што за жал, посланието до римјаните е запишано и во време. Трето, лек против прелюба. Да се научи дете како да убие човек во ситници или како да оплячка банка, а не како да се сочува човекот или како да се спречи грабежот. Тоа е криминал, а не учење. Такви се повеќето денешни сексолози. Тие го учат луѓето како да направат прелюба, а не ги учат луѓето на никакви морални кодекси однесување. Библијата ги проучува двете страни, не врши прелюба, но и што да направи човекот кога веќе извршил прелюба. Прелюбата е голем греф, рекоме. Да, Христос ја простува прелюбата. Христос ги простува сите гревови, освен еден. Кој е неопростивиот греф? Ова прашање го поставувам до учениците кои што го следат курсот 12 столбови на христијанската вера. Кој е непростивиот греф кој што не се простува? Неопростив греф е хулата против Светиот Дух.
Во Новиот Завет е запишан еден пример каде што Исус простува прелюба. Тоа е запишано во Евангелие по Јован 8 глава од 3 до 11 стих. Каде маж и жена се фатени во прелюба и сега фарисеите за да го испитаат мислењето на Исуса ја носат жената само пред Исус. И велат, парафразирано, велат дека оваа жена извршила прелюба. Што мислиш ти како учител, како твое мислење за оваа ситуација дена? Што да правиме? И оставаат жената пред него и сите се собрани тука и тоа нешто пишува на земјата. Станува, се исправува пред нив и вели: кој од вас не направил греф, значи законот беше во Израел, кој врши прелюба да се убива со камења. И им вели на присутните: кој од вас не направил греф, прв нека фрли камен на неа. Дали фрлил некој камен на неа? Тој си пишува доле на земјата, се исправа и жената ја гледа само пред него. Кај се овие дека? Сите си отидоа дека. И јас не те осудувам, оди и не греши веќе. И рекол на жената: оди и не греши веќе. Да судиме некого и да му кинеме главата со зборови, тоа е многу лесна работа. Тоа е најлесно. Апостолот Јаков вели: јазикот е најмал орган во човечкото тело, најмал. Ама големи огнови пали и многу смрт донесува. Зборот е куршум, кој што ќе излезе еднаш од устата и назад не се враќа. Исус си рече на жената: оди и не греши веќе. Ако и ти имаш таков греф во тебе, кажи го пред Исус. И тебе ќе ти рече, и тебе ќе ти прости. Оди и не греши веќе. Евангелие по Јован, 3 глава, 17 стих пишува: зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Било каков грев да имаш во твоето срце, твојот мозок, ако не ти е исповедан пред Бога, можеш од савале до вечер да се молиш за некоја работа, Бог нема да ти ја услиши молбата. А вели, ако го исповеда својот грев пред него, тој е свет и праведен, да ти прости и да ти го оддалечи гревот од тебе, колку што е далеку истокот од западот. И да го фрли на дното на морето и да го заборави. Ако имаш неисповедан, непокајан грев пред Господа, не чекај. Уште во овој момент предај му го на Исуса. Оваа жена која Исус и го прости гревот, кој рече: оди и не греши веќе, таа покајнички гледала кон Исуса. Таа добро знаела каков е законот за прелюбниците и дека според законот заслужува смрт. Таа бараше со понизно срце милост од Исуса, кој што ги познава човечките срца. Тој во својата милост и вели: ни јас не те осудувам, оди си и од сега не греши веќе. Колку спасоносна порака за оваа жена, нели? Ова е спасоносна порака за секој кој го направи овој грев и другите гревови кои што ќе ги исповеда. Исус простува, да, тој сега простува. Но тој го рекол и ова на жената: оди си и од сега не греши веќе. Дали е можно, браќа и сестри, да се живее и да не се крши оваа заповед? Да, можно е, бидејќи ако не беше можно, Исус никогаш не би кажал: оди си и од сега не греши веќе. Простен ни е тој гревот. Не дека таа нема да направи друг грев,
и не дека тој грев што ќе го направи ако побара прошка од Исуса нема да ја биде простен. Кога Давид, царот, сгреши пред Господа, тој се молеше вака. Псалм 51, 7 и 10 стих. Пороси ме со Исоп, за да се исчистам, изми ме и ќе бидам побел од снегот. 10 стих. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Песната Чисто срце е од овој текст. Исус Христос умре на крстот на Голгота. Така? Се слагаме? Има некој што не се слага со тоа? Не. Ја пролија својата крв и воскресна, за да ни го возможи да имаме чисто срце. Кога ќе се покаеме, Исус живее во нас преку Светиот Дух. Апостол Павле им пишува на верните во писмо до Коринтијаните, 1 глава, 30 стих. Од Него сме и во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. Бог нас не повика, мене и тебе, не повика да бидеме свети. Што значи да си свет? Свет. Одвоен. 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 За Бога. Кога го примавме Христос во нашето срце преку Светиот Дух и зборот, ние стануваме чисти одвнатре. Тоа е нашиот пол духовен живот, тоа е нашето пол. Значи не е доволно да се биде само спасен и оправдан, туку треба да се биде и посветен со чисто срце. Евангелие по Матеј 5 глава 8 стих. Исус вели: блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Човечкото срце станува чисто кога со вера го примаме Христос. И прочитаме зборовите што ги кажа апостол Петар на незнабожците, запишени во книгата Дела на апостолите, 15 глава, 8 и 9 стих. Таму вели вака: и Бог, кој ги познава срцата посведочи за нив, кога им го даде Светиот Дух, како и нам. И не постави никакви разлики меѓу нас и нив, зашто преку вера ги очисти нивните срца. Но, браќа и сестри, треба да знаеме дека Господ не бара само внатрешна чистота, туку и Христос помага и во надворешната дисциплина. Христовиот живот во нас се покажува и преку покажување на нашата надворешна дисциплина. Евангелие по Матеј, 5 глава, 29 до 30 стих. Самиот Господ Исус вели: ако твоето десно око те соблазнува, извади го и фрли го од себе, зашто е подобро да ти пропадне еден од членовите, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. И ако твојата десна рака те соблазнува, одсечи ја и отфрли од себе, зашто ти е подобро да пропадне еден дел од твоите членови, отколку целото твое тело да отиде во пеколот. Понекогаш, браќи и сестри, мораме да бидеме строги спрема некои делови од нашето тело. Господ забранува на нашето око да го гледа она што не му припаѓа и тоа што не наведува на грев. Примери од Библијата. Ева
не знаеше да ги дисциплинира своите очи. Ова што вика Господ отфрли рака, посечи раката, а не мисли некој дека треба да се отсече раката. Или да си го извади окото. Да остане без рака или без око некој. Не. Не значи физички отстранување. Ева пример од Библијата. Ева не знаеше да си ги дисциплинира очите и затоа набра од плодот на забранетото дрво. Го виде дрвото, плодот го виде убав, личен, вкусен за јадење и се чинеше и затоа набра од плодот на забранетото дрво. Лот не знаеше да си ги дисциплинира своите очи и така скоро загина во Содом. Бог му вика, земи си твојата жена, твоите кирки, овој град ќе го запалам. Излезеш од градот и не се врти назад. Не се врти назад. А жена му како жена, интересна, сака све да види, сака све да чуе, се сврти назад и се здрви. Умре. Ахан, еден лик од Библијата, не знаеше да си ги дисциплинира своите очи, па затоа украде од забранетото благо во Ерихон. Бог му вика, ќе ти го дадам градот Ерихон во твое владение, ќе ги поразиме непријателите. Ќе има злато, ќе има сребро тамо, немој да си земал едно паричето. Лако му око човечко, украде од златото, украде од напликниците што требаше. Тој им рече, целото злато ќе го носите, целиот плен ќе го носите во храмот. И тој си задржа за него делот. Златото. Од семокниот Господ, се вишниот, не можеш да скриеш ништа. И го погуби. Давид царот, мудриот цар, Давид, јакиот цар, кој што го победи Голијат, не можеше да си ги дисциплинира очите. Ја виде убавата жена на генералот и ја посака за жена. Не може да ја земе, бидејќи генералот е жив, мажот е жив. Што прави сега? Води војна и му вика на генералот, ти ќе одиш напред во првите борбени редови. Генерал никој пат не оди напред, ама овој така му наредил да го убијат, за да остане ова удовица, за да може да му ја земе легално жената, бидејќи е удовица. Имав чести при расправи на работата, посакуваат луѓето, ова посакуваат, немојте да посакуваат, не гледајте. Вика ти зар попе, ти не гледаш, викам гледам, како не гледам, ако не гледам, ќе се удрам у некој дрво. Работата е тоа што ќе го видиш, што помислуваш ти со тоа што ќе го видиш. Не е грев да се гледат убави работи, грев е да се посака тоа што не ти припаѓа. Окото го тера човекот со рака да присвои тоа што не му припаѓа. Раката води кон неморал. Павле знаел како да го дисциплинира своето тело. Тој вели во 1 Коринтијани 9 глава 27 стих. Туку го совладувам своето тело и го правам свој роб. Тој знаеше како да ги дисциплинира своите раце, своите очи. Знаел да ги дисциплинира ноците, да не одат таму каде што сакаат, да ја дисциплинира устата, да го зборува тоа што сака. Во второто послание на апостол Павле до младиот брат Тимотеј, 2 глава 22 стих, Павле му пишува: бегај од младелачките желби. Тоа е советот што апостол Павле го дава за сите млади. На друго место тој вели: но заради блудството, секој нека си има своја жена и секоја жена да си има свој маж. 1 Коринтијани 7 глава 2 стих. Постои можност секој да има своја жена и да живее свој живот.
Но на крајот на пораката имам една желба, една Божја порака за оние кои што нема да ја послушаат оваа заповед. Бог ќе им суди на прелюбниците и на блудниците. Човекот има само едно тело и тоа физичко. Библијата не учи дека Бог ќе го фрли во пеколот секој кој врши прелюба. Тоа ќе биде на денот на страшниот суд. Во книгата Откровение, последната книга во Библијата, 21 глава 8 стих пишува: И на блудниците нивниот дел е во езерото, кое гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. Бог ги казнува прелюбниците и блудниците и овде на земјата. Човекот го уништил своето тело, својот дом, своето семејство, го губи својот углед, греши против државата, против Бога. Но тоа не е се. Сите оние кои нема да се покајат, Бог ќе ги фрли во огненото езеро. Посланието до евреите, 13 глава 4 стих, стои запишано: Сите да го почитуваат бракот и брачното легло чисто, зашто Бог ќе им суди на блудниците и прелюбниците. 1 Коринтијани 6 глава 9 и 10 стих. Не измамувајте се, ни блудниците, ни прелюбниците, ни пијаниците нема да го наследат Божјото царство. Божјата светост бара казна за непокаен грев. Нема смисла да се даде закон, а да не се казнат прекршителите. Не врши прелюба, вели Бог. Исус простува и го отвара патот кон небото. Тој ти вели: покај се, оди и сега и не греши повеќе. Амин.